Во 18-тото коло од втората фудбалска лига Исток најмногу интерес привлече соседскиот дерби надпревар меѓу Согово и Штипска Брегалница. Без разлика што според пласменот на табелата и досегашниот настап во првенството, двете екипи се во различна ситуација. Сепак, долго најавуваната средба го привлече вниманието на љубителите на фудбалот од регионот. Трибините на стадионот Никола Мантов одамна немале толку публика, а не изостана ниту поддршката од навивачката група Сејмени. И покрај крајниот резултат од 2:2 и поделбата на бодовите, уште на стартот на надпреварот се виде дека тој е од голема важност и за двата тима. Нападите кон головите се менуваа наизменично, па неизвестноста кој ќе биде победник остана до последниот свиреш на судијата Младеновски. Први во водство дојдоа гостите во 70-та минута, со голот што го постигна Илиев. Сепак, радоста на штипјани траеше само 20 на минути, со оглед што во 35-та минута жолтосините го изедначија резултатот со погодокот на Митревскиот слободен удар. Со ваков резултат се отиде на пауза, а во вториот дел продолжија обидите и на двете екипи да дојдат до предност. Тоа повторно им успеа на гостите од Штип во 57-та минута, откако домашната одбрана киксираше, а Христов ја искористи грешката за да ја затресе мрежата на Игески. Сепак, примениот гол не ги демотивираше фудбалерите на Осогово, туку играта и понатаму не изгуби од атрактивност. Потврда за тоа е изедначувањето во 70-та минута, по една прекрасно изведена акција во која Коцевски беше проигран на десната страна и упати идеален центар шут на втората статива, па Паунов со глава биеше во мрежата на гостинскиот голман Давков. До крајот на надпреварот имаше уште неколку напади кон двата гола, но до промена на резултатот не дојде, па Осогово и Брегалница ги поделија бодовите. Нашиот тим сега има 12 бода и останува на 8-та позиција, додека Штипјани со 33 бода, 7 помалку од водечката Беласица, го подизгубија чекорот во борбата за врвот на табелата. Во следното коло, Осогово ќе гостува во Велес против третопласираниот Борец. Во првата фудбалска лига за жени пак, женскиот фудбалски клуб Кочани направи изненадување во Дојран, совладувајќи ја домашната екипа на спортски центар Истатов со 3:1. Дека нашите фудбалерки нема лесно да се предадат, се видело уште во 7-та минута, кога дошле во водство со голот на Георгиева. Со ваков резултат се отишло на пауза, а во второто полувреме домакинките успеале да се соземат и да постигнат еден гол. Сепак, тоа се покажало како недоволно за успех. Гостинките од Кочани постигнали уште 2 гола, најпрвин во 72-та минута преку Атанасова, а на 6 минути пред крајот на средбата Георгиева уште еднаш се запишала во листата на стрелци. Со победата и освоените 3 бода, ЖФК Кочани има вкупно 13 бодови и се наоѓа на 8-та позиција. Во следното коло на домашен терен ќе ја пречека екипата на Атлетико од Битола.